Отворен е Кумановски културен центар во градот. Менаџерот на новото културно катче, кореограф и директор на Ден студиото МАК Мерлин Стојановска, на синокешното официјално отворање на центарот најави проширување на нивната дејност низ повеќе сфери од културата, каде што младите кумановци ќе имаат можност да го изразат својот талент и креативност. Со еден збор дојдовме до идеја да направиме простор за секого, каче за секого, кај што може културно да се изгради и да се воздигне во еден прав уметник. Во нашиот Кумановски културен центар е замислено да функционираат повеќе секции од културата кои ќе опфаќаат танц, музичко, ликовно и драмско творештво, манекенство и други дејности. Очекуваме голем број на млади таленти во кој лежи иднината на кумановската медиумска иднина. Поддршката за овој голем проект дојде единствено од моето потесно семејство, од моите пријатели и родители, како финансиски, така и морално. Нашето студио си доби ново каче, нов дом каде што може да дејствува и ова година слави 36 години од постоење, така да во овие простории ќе се одвиваат нашите часови по танц. Паралелно со проектот Кумановски културен центар продолжија и настапите и успесите на Ден студиото МАК. Од меѓународниот надпревар Мастер Денс Лукец кој се одржа минатата седмица во Брежице, Словенија, студиото МАК се врати со 6 врвни награди. Можам да се пофалам дека оваа година за нас тргна многу добро, така да се вративме од Брежице, од Словенија, каде што се закитивме со 3 златни сертификата и 3 сребрени, што за нас беше голем успех. И двете од кореографиите влегоа во 12 најдобри кореографии од вкупно 450 на целиот фестивал. На фестивалот имаше преку 2000 учесници и 86 клуба од цела Европа. Плановите за Ден студио МАК во следниот период се многу бројни. Некако после оваа корона сите врати почнаа да се отвараат, така да сега следната недела патуваме за Хрватска, во Пожега, каде што учествуваме на меѓународен фестивал како представници од Македонија. Веднаш следната недела одиме во Осијек на меѓународен надпревар о модерни танци, а потоа следува подготовките за нашиот меѓународен фестивал Денсфест, кој што оваа година слави 11 години од своето постоење. Денсфест годинава ќе се одржи на 22 април во Центарот за култура Трајко Прокопиев.